Политичката криза во Македонија, евроатлантските интеграции и мигрантската криза во очи на нов можен бран бегалци од Блискиот Исток и Африка, носечки теми во разговорите на претседателот Ѓорѓе Иванов со унгарскиот претседател Адер Јанош овде во Будимпешта. Во контекст на политичката криза, претседателот Иванов одовде од Будимпешта упати две пораки. Ако парламентарното мнозинство сака да го добие мандатот за состав на нова влада, да се откаже од тиранската платформа. Можен излез од кризата се и организирање на нови предвремени парламентарни избори, на кои граѓаните ќе можат да се изјаснат за темите кои се наметнаа во постизборниот период. Што уште кажа Иванов на оваа тема? Ургентно потребно е конститутивната седница на Собранието на Република Македонија да биде завршена, да се избере претседател и да можат активностите кои ги имаме како држава нормално да ги спроведуваме. Ние сега ни се блокирани и локалните избори, но веќе се ближи рокот кога завршува прогласената кризна состојба на јужната и северната граница поради илегалната миграција. Значи тоа е неопходно, а второ е мнозинството да се откаже од тиранската платформа за да може да го добие мандатот за да се формира влада која ќе почне да се справува со сите овие предизвици. Ја тоа јавно го кажав, има правни пречки, правните пречки би се совладале доколку заврши конститутивна седница и политичка пречка да се отфрли и да се осуди платформата од Тирана. Унгарија е силен поддржувач на македонското интегрирање кон НАТО и Европската Унија и апелира до овие два клуба час поскоро да ги почнат пристапните преговори за членство. Предолго вели претседателот Јанош, на Македонија и даваме позитивни, но лажни ветувања. Македонијанок сандекај вилагоша. Намерите на Република Македонија се јасни од почетокот, значи долгорочно тие би сакале да се приклучат кон Европската Унија и кон НАТО. Во поглед на интеграцијата кон НАТО скоро 10 години им нудиме позитивни, но лажливи забелешки и ветувања на нашите македонски пријатели. Во поглед на интеграцијата кон Европската Унија, ова се случува веќе над 10 години. Горе наведените теми доминирали на средбата што Иванов ја имаше со унгарскиот премиер Виктор Орбан и со претседателот на парламентот Ласло Ковер. Унгарија силно се противи на тиранската платформа и на мешањето од страна на други држави. Смета дека единствен излез од политичката криза во Македонија е организирање нови парламентарни избори. Инаку претседателот Иванов за време на престојот во Унгарија даде интервју за угледниот дневен весник Маѓар Хирлап, во кој уште еднаш ја потенцира штетноста од тиранската платформа, која според него атакува уникатниот карактер и суверенитетот и државниот интегритет на Република Македонија. А како едно од решенијата за излез од кризата, Иванов ја нотира можноста за нови предвремени парламентарни избори. Инаку Унгарија преку својот министер за надворешни работи покрена иницијатива во Советот на Европската Унија за осуда и отфрлање на албанската платформа, но ниту една земја од Европската Унија досега не се произнесе по оваа иницијатива. За вестите на Канал 5 од Будимпешта, Миријана Трпческа.